Пред донесувањето на новиот закон за работни односи, невладините организации ИНИ од Виница и Надеж во засилена кампања со бизнис секторот и трудовиот инспекторат за детектирање на сите проблеми со кои се соочуваат бизнисмените од една страна, така и работниците, но и колку инспекторатот е моќен или немоќен во спроведување на законските решенија. Овде сме во Виница за да ги воочиме предизвиците со кои се соочува бизнис секторот, но да видиме исто така и како постапува трудовиот инспекторат на терен, односно колку се заштитени работничките права. Од претходно спроведените работелници можевме да утврдиме дека не постојат секаде економски и социјални совети, бизнисмените не се доволно запознаени со мерките што ги дава Агенцијата за вработување, нема децентрализација во делот на Фондот за иновации, Министерство за економија и така натаму, нема прецизно дефинирани кои се рурални подрачја и субвенции за отварање на фирми во руралните подрачја. Исто така сакаме да укажеме дека ако ги компарираме или споредиме представките кои што се упатуваат до трудовиот инспекторат, па и во Виница исто така, во сооднос со Хелсиншки комитет и другите граѓански организации, соодносот е 1:4 во однос на граѓанските организации. Граѓаните мора да се мобилизираат, порачува Биковски. Мора да ги научат своите права и трудовиот инспекторат е должен да ги едуцира околу нивните права. Се мобилизираат граѓаните, ако ги научат своите права. Меѓутоа, и власта, институциите имаат поголем слух за потребите на бизнис секторот и пофер бизнис клима за сите, ќе направиме подобро за сите. Ќе направиме полиси бриф кој ќе го испратиме и до Министерство за економија и до Министерство за труд, за да се направи подобар закон за работни односи, сите наши забелешки да бидат предвидени и истовремено граѓанинот е тој што ќе одлучува што е тоа што му треба, а бизнис секторот ќе има добра поволна бизнис клима, ќе може економски да се јакне и ќе биде достоинствен правен субјект кој одговара на потребите на граѓаните на локално ниво. Овој проект е финансиран од Европската унија, а ваква тркалезна маса денеска се одржа и врз странот Амор во Кочани.